Почитувани гледачи на Автомагазин, добар ден. Последните 2 недели се најфреквентните во годината што се однесува до календарот на автомобилската индустрија. Главни виновници за тоа се штотоку завршениот Њујоршки мотор шоу и штотоку започнатиот Шангајски мотор шоу. Кина како најбројна според популација земја во светот е и еден од најголемите пазари на светот, па е интересна за пласирање на сите видови производи. Автомобилската индустрија полага големи надежи токму на кинескиот пазар, па затоа сите производители се обидуваат во најдобро светло да се представат во Шангај. Она што е симптоматично е дека што се однесува до европските производители, па и американските, е што подготвуваат посебни модели за кинескиот пазар, кои се базираат врз веќе постоечките, но се доста поголеми и имаат некои атрибути кои се многу битни за кинезите. И веќе предпоставувате, ја започнуваме денешната емисија токму со рапортот од Шангајскиот мотор шоу. Jaguar Land Rover во Шангај приреди една сосема поинаква премиера. На кинезите им ја донесе популарната пејачка Еми Макдоналд. Симпатичната бринета, која за прв пат настапува во најбројната земја, не ги криеше во одушевувањето од реакцијата на публиката. Пред камерите призна дека освен музиката ја интересираат и автомобилите и не ја пропушти приликата да го разгледа новиот Range Rover Velar. Отворајќи ново поглавје во историјата на марката, овој теренец е спој на децениите искуство и најновите технологии. На него се гледа како на предводник на трендовите во сегментот, пред се во квалитетот и способностите. Покрај него беше и освојувачот на титулата светски автомобил на годината, Jaguar F-Pace. Со овие два модела, Jaguar Land Rover очекува да ја зацврсти својата позиција како технолошки напредна компанија, која постојано ги поместува границите на инженерингот. Своје кинеско деби имаше и електричниот концепт I-Pace, значаен за идниот развој на гамата на британскиот производител, и овој кросовер, освен со перформансите, плени со убавината. Jaguar Land Rover лани во Кина продаде 120.000 возила, повеќе од било која друга земја во светот, вклучувајќи ја и Британија. Партнер за производство на возилата во Кина му е Chery. Чесите конечно решија да излезат од сенката на својот патрон и да зачекорат во новото доба. И тоа со двете нозе, технолошки и дизајнерски. Предводник е студијата Vision E, која Шкода ја представи на салонот во Шангај. Уште самата нејзина најава ја за скокот кај јавноста, највеќе заради каросериската изведба во облик на купе кросовер. Такво нешто доскоро се сметаше премногу смело за марката, иако чесите уште есен воспомнаа дека имаат амбиции и во овој сегмент. На малку двосмислен начин, но сепак доволно јасно за да се сфати дека го очекуваат благословот на големиот брат. Според ова што го гледаме, тие се подготвувале подолго време. Vision E е повеќе од концепт и увид во тоа како ќе изгледа идната купе верзија на Кодиак. Најдобар доказ е тоа што овој концепт е електричен и има автономни способности. Чепкајки во деталите, откриваме дека двата електромотора што се вградени во него имаат вкупно 306 конски сили, а литиум-ионските батерии му овозможуваат да помине до 500 км. Погонет е на сите тркала, а максималната брзина 180 км на час. Автономниот режим може сам да се справува со урбаните сообраќајни гужви, да престигнува други возила, бара место за паркинг и слично.
Ако се повикаме на блиското минато, ќе се увериме дека сите вижн концепти на Шкода станале сериски модели, но без разлика дали и сега ќе се случи истото, сигурни сме дека трендовски изразените стилски детали набргу ќе започнат да мигрираат низ дизајнот на целата гама на марката. За автономните технологии не сме многу убедени, но на електричниот погон секако му предстои јасна иднина. Од Шкода официјално потврдија дека имаат план за електрификација на гамата, со кој е предвидено до 2025 година да се појават 5 еколошки модели од различни сегменти. Дизајнерска студија, демонстратор на технологијата или втор електричен автомобил во гамата. Изненаденото појавување на концептниот e-tron Sportback во Шангај предизвика лавина прашања. Ауди веднаш даде позитивен одговор на две. Прво е дека од него дефинитивно ќе се изроди сериски модел и тоа уште во 2019 година. Второто е дека за него се уште немаат резервирано бројка во Q семејството. Посматрачите од страна не се осмелија да го постават третото прашање: дали e-tron Sportback всушност е електрична верзија на Lamborghini Urus? Да го поставеа, најверојатно и на него ќе добија афермативен одговор. Доказ се должината од 4,9 метри и перформансите што ги обезбедуваат трите електромотори со максимални 500 конски сили. Истата бројка се слуша и кога се зборуваше за автономијата. Дизајнерски овој концепт малку одстапува од сегашната гама на марката, посебно со мускулестите линии кои малку нетипично се вметнати на купеовски спуштениот заден дел. Кросоверската определба не ја истакнува силуетата, а предниот дел е накитен со 250 лед сијалички сместени во браникот. Нивната функција е да комуницираат со возилото напред, што ќе го прават со посебен распоред на палење и гасење. Кабината со 4 седишта е премногу модерна за да се појави таква во сериското производство, но технологиите во неа не се. Сестраноста е истакната со низа умни решенија, но за нивната секојдневна употребливост Ауди допрва треба да даде позитивен одговор. Такви се површините чувствителни на допир на централната конзола и во облогите на вратите, иновативното осветлување, низот комплексни функции за комуникација и друго. BMW го посвети својот настап во Шангај на перформансите. Се беше во знакот на конските сили и високите вртежи, освен еден исклучок – премиерата на продолжената верзија на серијата 5, направена за додворување на кинеските купувачи. Во однос на стандардната изведба има меѓуоскино растојание поголемо за 133 мм. Наменети исклучиво за патниците назад, нив на располагање им се и два големи екрани прикачени на предните седишта, плюс уште еден во централниот наслон за раце. Интериерот е дополнително звучно изолиран, а специјален систем за климатизација го филтрира загадувањето. За разлика од поквалитетниот амбиент, оваа лимузина долга 5,1 метар однадвор се разликува само по неколку стилски детали. Купувачите свесни за својот статус ќе може да бираат помеѓу 3 бензински мотори, од кои најсилниот е 6-цилиндричен со 340 конски сили. И втората шангајска премиера на баварците го имаше истиот 3-литарски агрегат, но доста посилен. Развивајќи 460 коњи, тој всушност е најмоќниот што се вградува во М4. Ке ја има историски славната ознака CS, која во иднина ќе се користи за најсилните изведби на М моделите на BMW.
Оваа конкретно ќе биде за дури 40.000 евра поскапа од регуларниот М4, пари за кои купувачите ќе можат да го вкусат забрзувањето до 100 за 3,9 секунди. Ќе добијат и поголема, но сепак лимитирана максимална брзина на 280 км на час, секако и бројни технички усовршувања и блага карбонска диета на каросеријата. Истиот дури и пожесток тркачки дух баварските инженери пренесоа и во новитетот на марката на две тркала. Сугестивната ознака HP4 Race кажува дека во рамката од јагленородни влакна е сместен супербајк агрегат кој за цивилна употреба развива 215 коњи при 13.900 вртежи во минута. На јавни патишта сепак нема да може да се вози, но затоа на затворена патека ќе можат целосно да дојдат до израз сите технички иновации применети кај него. Ексклузивноста ќе биде загарантирана со производство лимитирано на 750 примероци, но и со цената која неофицијално се искачува до 80.000 евра. За разлика од повеќето други производители, Ford има поинакви планови за Кина. Согледувајќи ги сегашните проблеми и идните приоритети, нив ќе ги предводат серија хибридни и електрични возила. Целта е до 2025 година 70% од автомобилите од оваа марка што ќе се продаваат во Кина да имаат еколошки погон. Прв модел што ќе се појави идната година ќе биде плагин хибридниот Mondeo Energy. Кина е најголемиот пазар за електрични возила, но и сериозно тло за пласирање на мускулестиот Мустанг. Лансиран таму на почетокот на 2015-та, тој лани забележа порест на продажбата од 44%. Од неговата обновена верзија, која исто ќе се појави во продажбата до година, се очекува да ги подобри овие бројки. Ке го стори тоа со бројните унапредувања и нови технологии, вклучувајќи го и адаптибилното Magna Ride ослонување. Значаен столб на кој се базира успехот на Форд во Кина се и теренците кои марката ги има 5 од различни категории. Но од компанијата се огледа уште еден перспективен сегмент – пикап возилата, кој ќе започне да се остварува со Ranger. Ширум светот, популарниот работник пионерски ќе се пробува со својот стил и рафинираноста. Нема да му биде тешко, бидејќи е втор глобално најпродаван пикап од својата категорија, ако ги исклучиме Соединетите Американски држави. Плюс на тоа, патот до купувачите ќе му го олеснува F-150 Raptor, чија импресивност веќе ги освои кинезите. Продажбата на овој ултимативен пикап со 450 конски сили и 10 степен автоматик веќе е започната. Цените му стартуваат од $73,000, што е за точно 50% повеќе отколку во Америка. И покрај тоа, во Форд многу веруваат во него. Доказ нека биде и овој кадар на првиот човек на компанијата Марк Филдс. Страста за брзината е движечката сила и на инженерите на Мини, кои пролетва ја дочекува подготвувајќи го кантримен Џон Купер Воркс за својата светска премиера. За него не треба многу да се зборува. Долгото име повеќе од јасно кажува каков е. Сепак мора да се потенцира дека дволитарскиот турбомотор своите 231 конска сила ги испраќа на сите тркала. Менувачот може да биде 6 степен мануелен или 8 степен автоматски, но без разлика на него, кантримен Џон Купер Воркс забрзува до 100 за 6,5 секунди. Жестоките перформанси се дополнети со агресивно доработена каросерија, а техниката и електриката прилагодени на задачата. Со оглед на се, цената од 30.000 фунти и не изгледа премногу висока.
Да се има моќна премиера во Кина стана интелектуален предизвик за Мерцедес-Бенц. Неговите дизајнери и инженери за салонот во Шангај годинава посебно го совладаа и тоа со две своји дела. Првиот е концептот на идната седан верзија на А-класата. Неговите линии се извлечени како вешта комбинација на традиционалните лимузински пропорции и купеовски облик на задниот дел. Динамиката е присутна на целата должина од 4,57 метри, која опасно го доближува до CLA. Големите стаклени површини елегантно се вклопуваат во наназад насочената кабина. Исто и повишената долна линија на прозорците со кратките превиси и релативно стрмниот заден столб. Спуштениот преден дел со маската и спакната нанапред дополнително ги нагласува лимузинските карактеристики. Забележливи се и големиот отвор за воздух со мрежа со дијамантска структура во предниот и украсната лента во задниот браник. Спортски вкус на изгледот додава мускулестиот дизајн на лаковите на тркалата. Сето тоа е зашекерено со структурираните површини и стилските детали кои израчат со техничка прецизност. Покрај новиот каросериски облик на А-класата, оваа студија наговестува и како ќе изгледа целата следна генерација компактни модели на Мерцедес. Посебно добро треба да ги погледнеме светлата, кои со својот самоуверен изглед веројатно ќе станат дизајнерски потпис на поголем дел од гамата на германскиот производител. Во втората шангајска премиера на Мерцедес иднината се гледаше од сегашната перспектива. С-класата и досега важеше за најнапреден модел на марката, но сега стана уште поубедлива во тоа. Внатрешноста и комфорот во неа ќе ги прескокнеме и ќе започнеме од надворешноста. Со редизајнот штутгарската лимузина доби изменети светла и нова маска. Браникот напред сега има поистакнати отвори за воздух и поспортски изглед, а задните светла поинаква графика. За обновената С-класа се наменети неколку нови 6-цилиндрични мотори, нове и битурбо V8 агрегатот, а хибридната варијанта ќе има зголемена автономија и пар нови технички решенија. Сите верзии имаат повеќе сила, а дел од нив и нови ознаки. Врвот на понудата е резервиран за Мајбах изведбите, меѓу кои и онаа со бројката 680 во ознаката. Обновената С-класа ќе биде уште еден чекор пред актуелната конкуренција и со системот за асистенција на возачот. Со него оваа луксузна лимузина ќе биде поприлично автономна во прилагодување на условите во сообраќајот. Автомобилот сам ќе се престројува при брзини меѓу 80 и 150 км на час, а ќе може да ја следи коловозната лента и до 200 км на час. При тоа ќе ги препознава сообраќајните знаци за ограничување на брзината, забрана за пристигнување и опасност на патот и соодветно ќе реагира. Активниот радарски темпомат ќе вози во колона секогаш на иста оддалеченост, како на автопат, така и на градските улици. Покрај се друго, возачот ќе може да го паркира автомобилот и далечински со користење на апликација за смартфон. Обновената С-класа во продажните салони ќе пристигне на есен, а цените се уште не се формирани. Volkswagen го дополни новиот спектар авангардни електрични возила со 4-вратен купе кросовер. Веќе самата негова ознака ID Cross почнува со мешавина на дизајнерските стилови во кои сепак преовладуваат пријателски меките линии. Но не секаде. Малку грубо подигнатиот заден дел укажува на теренските способности кои му ги обезбедуваат двата електромотора со купно 302 коњски сили. Погонот е на сите тркала преку две засебни трансмисии, а големите батерии обезбедуваат поминување на 500 еколошки километри. Од Volkswagen велат дека нивното полнење до 80% од капацитетот на брз полнач ќе ви одземе само 30 на минути. На својот пат до максималните 180 км
км на час, ID Cross до 100 ке забрзува за помалку од 6 секунди. Минималистичкиот, но простран интериер има дигитална инструмент табла, а низ задните лизгачки врати се забележуваат две единечни седишта. Поголем дел од тоа што нуди ке се командува со глас и гестикулации, а од напредните технологии се среќава и системот за автономно возење. За прецизна навигација се задолжени 4 ласерски скенери кои излегуваат од покривот во овој режим на возење. Исто како и хетчбекот и комбито, и третиот член на идната електрична серија на Volkswagen ќе ја има новата платформа специјално развиена за нив. Малку продолжена, бидејќи 4,65 метри го ставаат рамо до рамо со Tiguan Allspace. Од Volkswagen ветуваат дека серискиот модел направен на негова основа ќе се појави за 3 години. Додадоа и дека се она што треба да го очекуваме може да се види на овој концепт. Во меѓувреме, еколошки освестените купувачи во Кина ќе му се радуваат на Fideon GTE. Големата лимузина има хибриден погон кој комбинира 2-литарски турбобензинен со 245 коњи, електромотор и 8-степен автоматски менувач. На струја може да помине 50 км, после кои 2 часа мора да паузира за полнење на батериите. Изгледот му е скоро идентичен како и моделите со конвенционалниот мотор, се разликува само по аеродинамичните тркала и дневните LED светла во облик на буквата C. Опременоста е каква треба за лимузина, долга повеќе од 5 метри, а цената не е објавена. Овој модел на Volkswagen не се продава на други пазари во светот. Судејќи според прикажаните новитети, европските производители би можеле да се обидат истите да ги пласираат и во Европа. Но европскиот пазар е најпробирливиот пазар на светот и купувачите од Европа сакаат да бидат поразлични од оние од остатокот од светот. Па токму затоа одредени марки се трудат да го освојат европскиот пазар во што поголем волумен можат. Еден од таквите е и Citroen, кој го представува својот нов кросовер врз база на Peugeot 3008, но тој треба да се појави на пазарот некаде кон крајот на годинава. Jaguar од својата палета мотори Ingenium го представи 2-литрениот мотор кој изобилува со сила и ќе се вградува во моделот F-Type. Но да не должиме многу, ви подготвивме интересен блок на новитети кои се однесуваат токму за нас и за европскиот пазар. Пристигнува кон крајот на годината и тоа на голема врата. Првиот кросовер на Citroen ќе биде олицетворение на модерното време. Ознаката C5 Aircross и должината од 4,5 метри го позиционираат во компактниот сегмент, иако не изгледа така. Поголемиот дел од техниката е идентичен како и кај Peugeot 3008, но разликите значајно го диференцираат. Пред се иновативно хидравличното ослонување, кое гарантира квалитетно придушување на вибрациите од подлогата и голем комфор во возењето. Типично Citroenovски би рекле, а таков му и дизајнот. За прецизирање на моторната понуда ќе почекаме малку, но сигурно е дека ќе има и плагин хибридна погонска група. 2 електромотора ќе ги обезбедуваат теренските можности за кои кај останатите верзии ќе се грижи грип контрол системот. Присутна и друга бројна електроника, како и неизоставните конективни технологии. Hyundai влезе во историјата. Тим од 5 авантуристи го помина целиот Антарктик со возило. Нивен избор за 30-дневната експедиција беше Санта Фе. Модификуван да ги издржи предизвиците на поларното време, овој теренет сепак го има стандардниот 2,2 литарски дизел. Големите пневматици со низок притисок на воздухот во нив спречуваат да пропаѓаат низ меките снежни наноси, а засилувањата на подвозјето полесно да се справат со острите парчиња мраз.
Во тркалата се монтирани специјални редуктори со кои се намалува брзината, а зголемува вртежниот момент. Има резервоар од 230 литри, а и кабината е прилагодена за превоз на луѓето и нивната опрема по вечниот мраз на Антарктикот. Во тимот учествуваше и Патрик Бергел, правнукот на сер Ернест Шеклтон, еден од најголемите истражувачи на Антарктикот од почетокот на 20 век. Тој во своето време стигнал на само 156 километри од јужниот пол, но бил принуден да се врати. Неговиот правнук, кој го возеше издржливиот корејски теренец, сега го оствари тоа што тој не можеше. Toyota е цврсто решена за транспортот во иднината да се користи водород како погонско гориво. После автомобилите и автобусите, таа својата технологија ја вгради и во камион. Проектот, наречен Портал, има за цел да се истражат потенцијалите, но и демонстрираат можностите на водородниот погон, кој во овој камион се состои од 2 блока горивни келии од Мираи. Тие произведуваат струја за електромоторот со вкупно 680 конски сили и 1800 ньютон метри. Овие импресивни бројки овозможуваат возилото да има максимална тежина од 36 тони, а складираниот водород автономија од 320 километри. Во споредба со дизел моторите, водородниот погон има значително повисоко ниво на енергетска ефикасност и супериорни еколошки својства. Нема никакви емисии на штетни гасови, а единствениот нустпродукт е чиста вода. Камионот летово ќе биде во служба во пристаништото во Лос Анџелес, а од собраните податоци ќе се изготви физибилити студија која ќе ги дефинира идните чекори во неговиот развој. Две години после дизелите, Jaguar Land Rover започна со производство и на бензински мотори од Ingenium серијата. Еден од првите агрегати веќе го најде своето место во спортскиот F-Type. Може би е мал позафатнина, но никако според силата. Новиот дволитарски мотор развива здрави 300 конски сили. Од Jaguar велат дека во целост го задоволува сето она што се очекува од еден ваков модел. Тоа во бројки значи забрзување до 100 на час за 5,4 секунди, но и електронски ограничени 250 км на час. Секако британците не пропуштија да споменат и дека просечната потрошувачка на гориво изнесува 7,2 литри на 100 поминати километри. За се да биде како треба, се погрижија инженерите кои заради помалата тежина на предната оска ги рекалибрираа и оптимизираа системот за управување и ослонувањето. Заедно со новиот мотор, F-Type доби и освежени каросериски детали и LED светла. Внатре седиштата се заменети со полесни, а додадени се и системи за автономно паркирање и унапреден медијален интерфејс. Цената на овој сега основен модел на Jaguar F-Type изнесува околу 50.000 фунти. Секако во понудата и понатаму остануваат 3-литарскиот V6 со 3 нивоа на силина од 340, 380 и 400 коњи, како и мокниот 5-литарски V8 мотор 550 и 575 коњи за R и SVR верзиите. Колку за информација, нивната цена изнесува 90, односно 110.000 фунти. И пристигнавме на финишот на денешното издание на Автомагазин. Срдечен поздрав од мене и целата екипа на емисијата и веќе знаете дека следната средба е за 7 дена. До гледање.